Јас не ве слушам ништо. Само за момент почекајте, јас ќе ве Да. најавам да ги средам малку работите. Почитувани слушатели на македонската радио програма 3 пати Z, еве денес ќе водиме интервју со кандидатот за председател на Република Македонија, тековен градоначалник на Карпош и председател на политичката партија Гром, господинот Стефче Јакимовски. Господин Јакимовски, добар ден и добре дојдовте на македонската радио програма. Добар ден, поздрав до вашите слушатели. Моето прве прашање за вас е, јас колку што знам, вие бевте шофер, зошто го ставивте камионот па почнавте со политика? Шофер сум бил само за време на ослужување на мојот воен рок. Положив за С категорија, како добар војник бев оставен за да бидам возач инструктор и потоа заменик командир на вод. Сум командувал со 65 инструктори кои обучава војници за С и за Е категорија. А инаку по професија сум дипломиран економист, ја од војска дипломирав и нормално мојот животен пат води кон економијата, еве и кон политиката, но инаку тоа е честна професија и би возел, зошто да не. И сум возел камиони во целиство во нашата фирма. Земавме еден камион во Германија од, сега ќе ви кажам, од Франкфурт до Скопје, јас го донесов камионот. Со возење? Со возење. Што е тешко да возиш? Имаш ретровизор лево, ретровизор десно, све е пред тебе, вози. Добро, вие сте искусен политичар во Република Македонија. Јас чинам се занимавате некаде од 88 година па до денес. Од 85-та бев член на градска конференција на младина на Скопје. Добро, ви благодарам. 86 отидов во војска, се врати во 87 и 88 заминав 3 октомври за Белград во председателство на младина на Југославија и завршив, значи тоа беше 88 90 година на 30 јуни. Така, ние новинарите ве следиме вас одблиску, имате и пријатели, меѓутоа имате и противници кои ве критикуваат отворено или пак тие што ве фалат, малку ги слушаме, тоа е секогаш така. Пак сношти, вчера, односно на наше изненадување, амбасадата на Соединетите Американски држави ве ставе на црната листа. Добро. Зошто ве ставе? Што направивте вие за да бидете на црната листа? Да не смеете. Да не смеете вие да патувате. Да? Криси што сега морам да ви кажам, еве многу пораки добивам. И еден господин, пријател веројатно мој, ми вели вака: од целото зло што ти го прават и со оваа одлука, највише ми се допаѓа забраната да не одиш за Америка. Ми викам, таквите како треба и требат на Македонија, не да одат во Америка. Така да има и духовити работи во овие пораки. Не можеме да не бидам изненаден. Дали сте вознемирен? Не, апсолутно не сум вознемирен. Нивните методи, еве, цел свет ги осеќа. За жал, цел свет ги осеќа. Длабоко сум убеден дека се ова познатите кодошки наши работи од одредени групи овде кои што практично по наратив создаваат услови за некого да стават на црна листа. Знаеш, медиуми ќе земат, плукаат по вас и сега овој да го прогласиме на црна листа. Јавно ги повикувам. Еве ја бе општината, дојдете, ајде видиме за која тоа јавна набавка вие кажувате приказни. Па јас сум единствен политичар што сум се откажал од што барам да
да политичарите да немат никакво додир со јавните набавки. Па сега ќе ви кажам, распишавме тендер минатата година во март месец за промена на уличното осветлување во LED светилки, оштедливи светилки со 3 програма. Тендерот чинеше 2 милиона евра. Го распишав, кој све не ми се јави на тендерот? Што све не ми понудија? Да знаете. Кој се? На крај реков вака. Го поништив тендерот, на седница на совет. Умеѓу време добив сознание дека ќе чини пониско, од 120 милиона или 2 милиона евра, го смалив за 20 милиона или за 350.000 евра на 100 милиона денари, 1.650.000 и ги замолив колегите ради транспарентност од секоја советничка група по еден член да дадат во комисијата, еден вработен од општина Карпош и да го замолиме факултетот, електрофакултетот да ни делегира двајца професори на кои што ќе им платиме хонорар за нивното учество, да ги утврдат условите под кои една фирма ќе може да се јави на тендерот. Ако ги местите условите, на кого ќе ги местите, тој ќе ги добие тендерот. Јас комплетно се тргнав во таа работа, иако имав огромни понуди, веруете, и на крај се спроведе целата постапка, комисијата за јавни набавки ја спроведе, на крај дојдоа да го потпишам јас. Ајде молам да ве прашам. Зошто до ваша Австралија, да ве прашам од тука до ваша Австралија, кој политичар ќе се откаже од тендер од 2 милиона евра? Има таков? Не знам, јас не сум се занимавал со политика, јас сум историчар. Па ја јавно прашувам, нека кажат дали има друг пример. Нека ми кажат дали знаете дека јас сум се откажал доброволно од моите ингеренции во урбанизмот и све сум ги пренел на службите. Сакам да ве прашам. Значи, ние сме единствена општина каде што службите во урбанизмот се ослободени од било како политички притисок. И ми кажува за урбанизам и за тебе. Кој тендер бе? За кој урбанизам вие зборите? Јас сум единствен политичар кој што барам политичарите да се ослободат од сите подписи, сето тоа да се сведе на службите. Ние да ја водиме само политиката. Имаме програма за работа, утврдуваме план за јавни набавки и толку. Добро, да се укинат урбанистичките планови кои што се извор на корупција. Да нема урбанистички планови. Во Америка е така, во Грција е така, во Хрватска е така. Имате закон, имате генерален план, тој ви утврдува намената на земјата и сите права си ги влечете според тоа колку земја располагаш и која намена ти утврдил генералниот план. Дали е домување, дали е деловен простор, дали е парк, дали е училиште и така натаму. Што е проблем? Зашто никој тоа не го прифаќа? И мене ќе ми кажат за корупција, да. Зошто бевте во домашен притвор? Зошто бев во домашен притвор? Да, и на суд. Од истите овие. И тоа беше пред ова како се вика пред референдумот. Имаат име? Истите тие пред референдумот. Знаете што се случи? Да. Ми се јавува еден господин. Вели Стефче, и тоа имам сведок, пошто ја најчесто на интерфон зборам, и сега зборам на интерфон, да знаете, имам и колеги овде. И слушате го. И сега ми вели, ти се јавувам да ти кажам дека јас учествував во твоето рушење од општина Карпош. Викам, знам и дека го финансираше мојот против кандидат. Но вика, ја учествував и во подготовките за твоето апсење. Добро, викам. Вика, со еден збор сакам да ти кажам дека требаше да се најде било какво оправдување на изборната кампања. Какво оправдување? Па дека си криминалец, дека имаш станови, дека имаш пари и било што да се најде за да се оправда изборната кампања и да ти се одреди притвор. Ми вели човекот вака, Стефче, прашај го твојот адвокат, ако ти треба, спремен сум да дојдам да сведочам, јас сум присуствувал на состаноци на највисок државен врв, кога за овие работи се зборувало, кога си бил предмет на дискусија, кога се правеле плановите за твоето апсење и имам пораки. И тие пораки ги чувам. И спремен сум да ги доставам и до суд и да се. Ете, тоа се... Значи, се тоа, сите овие, господин Најдовски, политички не може да се справат со мене. Прво може да се пообразовани, ама помалку запамтили од тоа што читале.
Второ, може да читаат, ама не читаат тоа што треба. Политика, геополитика, геостратегија, дали ме разбирате? Натаму. И тоа што го читаат, не знаат реторички да го пренесат во јавноста. Знаете ли колку луѓе ми рекле, абе Стефче, јас истото го мислам ти што го збориш, ама не знам да го кажам како ти што го кажуваш. Затоа што, пошто многу добро му мислат на македонскиот народ, зашто не успеете тоа што добро му го мислите да му го пренесете и да ви го прифати народот? Па ако не знаете тоа да го пренесете на народот, пошто речникот ви е слаб, аргументите ви се слаби, што вашата партија не ве смени, не донесе некој кој ќе биде поречит, попластичен во своето објаснување. Каде ви е проблемот? Проблемот на сите нив им е во нивните лаги и во тоа што и самите не веруваат во тоа што го зборат. Проблемот им е во тоа што секогаш се сервилни на притисоци, секогаш се спремни туѓи политики да водат. Во душа мислат нешто друго, а устата им збори нешто трето. Стефче Јакимовски 100 мисли во душата, тоа кажува и неговата уста. И морам да ви кажам нешто. Да? Не може да имаш прљава уста, а да имаш нечиста душа. Мојата душа е чиста и затоа мојот јазик е ваков остар, можам да кажам дури прљав. Долг. И не сум подготвен пред било која неправда. Микрофонот. Некои да ми речат, Стефче, повлечи се, не доаѓа у обзир. Ама гледаш и децата, моите деца имале моменти кога се гордееле со мене, ако треба да се срамат, тоа им било од Господ дадено, тоа е тоа, да постава стрелачки вод овде пред општината, и ја не се повлекувам. Добро. Не можам да се повлечам пред неправдата и нема да се повлечам. Ја немам што да се срамам. Јас за мојата општина, за вработените, јас сум се борел и се борам како Исус за верата. Константно сум изложен на напади од поединци и тоа во континуитет. Што год да се пипне против Стефче, и морам да ви кажем, не е тоа само сега, спомнавте преска еден од тие, и на крај сум ги победувал сите на куп, сите заедно. Со све тие странските помагатели нивни. 4 пати бевте градоначалник. И 3 пати министер во 3 влади. И како успевате да ги победите и СДСМ? Сакам и ова да го кажам, дека вие прво имавте партијата ЛДП, потоа бевте во СДСМ, се судривте со Бранко, вие отидовте со печатот на Српската политичка партија, нели? На Српска напредна странка. Да, во локалните. Знаеш што? Тоа беше 2013 година, да. Секогаш кога сум констатирал дека одредени политики не се во интерес на граѓаните, второ, одредена политика не ми одговара и лично мене, јас сум ја напуштал таа политика. За пари или заради народот? Молам? За пари или заради македонскиот народ? Ама каква врска имаат пари? Не ви го разбирам прашањето. А што сакате да кажете, дека јас на функција градоначалник дојдов од функција овчар? Не. Па луѓе, бре, јас бев директор на фирма, 96 вработени имав. Мојата фирма беше меѓу првите 200 мали компании во Македонија. Така. Зашто зборувате вие? Прашувам јас. Па мојот капитал, јас кога станав градоначалник имав 2 джипа пред врата, имав куќа, имав дуќан. Па откако сум станат градоначалник, ајде да видиме што сум купил, што сум направил. Каква врска има тоа? Абе пари. Зашто а што, јас сум гладен, жеден, немам што да јадам? Добро, така велат вашите противници. Не можам со друго да се павам. Да, видете, јас прашувам господин Јакимовски тоа што, еве, противниците ваши, ви се знаете СДСМ и ВМРО ДПМН. Вие бевте во ЛДП, потоа во СДСМ. Сакам да ми кажете за Бранко Црнковски како се разделивте, потоа си формиравте своја партија Гром и нормално, еве, Јас си ги штитам интересите на мојата партија. Само за момент. И на 30 септември вие бевте единствен политичар, Солза Грчева, јас бев на тој состанок, го носевте политичарот од Хрватска за референдумот. Да, и Пернар, Иво Пернар. Да, нели бевме во салата собрани сите историчари и таму.
кај вас. Сега објаснете ми ги со ред овие работи и за слушателите и за оние кои не следат на Фејсбукот и на YouTube. Знаете што? Да. Бранко Црвенковски е минато веќе во политиката. Гласот, Стефче, гласот. Гласот не се слуша. Гласот. Стефче, гласот. Микрофонот не ви работи, микрофонот. Не. Микрофонот. Микрофончето, микрофонот не ви работи. Не слушам јас, не слушам. Не ве слушам. Сега. Не слушат. Па не, сега микрофон, микрофончето ви беше затворено. Не се јави некој умеѓу време, да, го исклучив. Значи Бранко Црвенковски следете ме ако вака ви кажам, дека ви исклучив. Да се разбервам. Се смета за Мурињо во политиката и сега срамота е Мурињо да си оди на полугодие. Значи кај нова година. Мурињо ако си оди, ќе си оди на крај на годината. Сега локалните избори за него беа да си оди на полусезона. И сега тој сакаше да направи таква криза, да се предизвикаат парламентарни избори, доби, губи и ќе си отиде од политиката, а сите нас да не изгори. Ете тоа беше неговата цел. И сакаше нашата сила, мојата, на Заев, на други, извираше од функциите што ги обавуваме. Сега, ако ќе ги немаме функциите, автоматски ние никој ништо стануваме и сите треба да доеме од рака да му пиеме. Тоа беше неговата стратегија. А коалицијата... И сега ќе ви кажам, дали сум бил во право. Па на Косово со 300 излезени гласачи им ги признали изборите, во српските општини им ставијали албанци за градоначалници. Во Албанија на Еди Рама му признали локални избори со 24% излезеност. Локални избори нигде у свет не се бойкотираат, само парламентарни. Тоа се беа неговите, како да кажам, лоши одлуки и тоа беше силом прилike да одлучам да го напуштам и дали сум бил во право. Народот каже дали сум бил во право. Победив на изборите. Тој си кажа све. Народот си кажа све 2021 година. Па ние не можеме да оваа земја да бегаме од политичари кои што народот ги сака, а да прифаќаме политичари кои што американците ќе ни кажат дека тие треба да ни бидат. Па кој ни ја формира владата 2016 година? Јас се формирав или американците ја формираа? Кој го направи тој инженеринг? Да, во Пржино после. Не Пржино, после тие кој со кого да влезе, да се напушти правилото победник со победник. Кој ни ја формира владата? Да, американците. Кој го направи 27 април? Кој ги испоапси луѓето? Кој им ги запусти фамилиите? И сето тоа добро. Кој го смени? Цела операција беше да се смени името. И живееме подобро. Налет нека оди све, ако живееме подобро. Како што рекла мајка му на Мирче Ацев. Уствари на овој, како се вика, на Кузма Јосифовски Питу, кога погинал неговиот брат, мајка му ја разбрадила шемијата и рекла Курбан нека одат децата, само нека дојде слободата. Ајде Курбан нека оди и тоа што сме по притвори, по едно, по друго, барем да дојдеше подобро утро. Ова е подобро утре? Дали сме посиромашни? Дали поише се силуваме? Дали цените не отидоа во несвес? Од 1150 евра квадрат стан во Карпош сега 2500 евра. Кој може да купи стан? Кој може да купи стан? Да. Сиромаштијата е... Зашто живееме? Немаш кола да купиш. Кај за македонски услови 50.000 евра више за каква кола која што чинила по 20-22-3.000 евра. Ова се политиките кои што требаше и за овие политики ние не треба да ги критикуваме. Не треба да прашаме нели требаше да ни биде подобро како ќе станеме членки на НАТО. Нели ние НАТО ќе го користиме за наше добро? Како бре Турција си стави вето и си го реши проблемот со Шведска? Зошто ние не можеме да ставиме тоа право, го немаме? Пошто не му кажете на народот дека ние сите права не ни припаѓаат како членки во тие меѓународни организации. Зошто го лажете народот? Зошто плакаме толку висока цена? Зошто цело време ни даваат задачи кои што не може да ги решиме? Кажете ми, и зошто да го поставиме како прашање? Зошто се разделивте со ВМРО ДПМН?
Ради Христијан Мицковски. Ја немам ништо лошо со партијата ВМРО-ДПМН. И ако сега гледам ги пуцкаат, значи јас се разделив само ради Христијан Мицковски, заради неговите лаги, заради неговата некоректност. Милион пати истото сум го спомнал. И јас не можам да се изначудам на за мои 64 години, јас таков човек немам сретното и не сакам да имам никаква работа со таков човек. Човек што време на изборите лажни анкети ми покажуваш. Он поима не може дека ја имам анкети. За градоначалник, нели? Да викаш на Стевче бројани му се доновите, рак има. Па господин Најдовски, за куче се викали бројали му се доновите. Да се договориш одредени работи, после да ти изигра. Да ти организира протести и тоа неговата жена да биде ороводец, па уште да дели флаери. На мои пријатели да плаќаат луѓе да барат пари. На тие што не прифатили реке да му дадат да му ги запалат миксерите на човекот. Со тие луѓе да се дружам. Не, нека идат, еве, другарите, нивни. Тие сакаат да им бидат другари. Ја не можам со такви луѓе да се дружам. И нема да се дружам. Која било цена ќе ја платам? Не. Добро, ајде. Мене преваранти никогаш во мојот живот не би биле мои другари. И нема да ми бидат. Одиме на референдумот. Кои се вашите проценти? Па за референдумот само ја бев категорично против. Правев ли ајбар? На 30 беше референдумот, на 7 ме апсеа. Една ноќ прележа у полициски притвор. Да, таму бев јас, там. Ајбар ден правев ли? Да. Па ме викаа во собрание, па ми нудеа и тоа кривични пријави да скинат и све, само да дозволам да гласа Панчо Минов и така натаму. Реков, нема шанси. Вие мислите дека ќе ме апсите и дека со тоа ќе ме скршите. Не, сега нека ви гласа Арафат. Не барете од мене глас. Ама ќе ги решиме тие, не сакам да ги решите. Од мене поддршка не добивате за таа работа. Ајде да одиме понатаму. После референдумот беше она составувањето на владата, Талјат Џаферикова стана председател, па... 157 гласа, се сеќавате? Да. Да. Меѓутоа, мене ме интересира и еден од нашите слушатели кои не следат сега на Фејсбукот во живо и на YouTube прашува дали ќе го раскинете договорот со Грција во нивици или пак ќе кажете како двете големи политички партии дека тоа е свршена работа. Видите, завршена работа. Јас во ниеден момент не сум излажал. Двете големи партии, едната кажува, едната вика свршена е работата, а другата вика може да се репреговара. Добро. Па после слушнете, едниот ќе ви каже, министерот за внатрешки ви рече таа е завршена работа, па кандидатот за председател ќе каже дека може да се раскини и така натаму. Јас ќе ви кажам одговорно. Што вие ќе направите? Значи, договорот е депониран во Обединените нации. Тој е меѓународно потпишан договор. Тој договор не можеме да го смениме и доколку тоа го направиме, ќе трпиме меѓународни санкции. Доколку е народот спремен за таква работа да трпи санкции, јас би одел на референдум. Ако одлучи народот да се раскинува, ќе го раскинеме. Ама народот треба да одлучи. И мора да ги знае сите последици. Затоа сметам дека многу треба да пазиме што потпишуваме. Така избрзавме со француско-бугарскиот договор. Да. Затоа сум голем противник на таа работа. Нема потпишување било каков договор додека не се рачисти се. Откако ќе се рачисти дали сме нација од после 44 година. Откако ќе се рачисти дали имаме посебен македонски јазик или сме бугарско наречје. Откако ќе се рачисти историја или имаме посебна засебна историја, откако ќе се рачисти дали револуционерите се наши или не се наши, тогаш ќе го потпишеме договорот. До тогаш нема дел по дел. Потпиши едно, потпиши друго, а веќе немаш каде постои. Си потпишал тоа, си потпишал тоа. Ете, такви тактики ни прават. Значи, вие тврдите одговорно... Зашто цело време ние разговараме за имагинарни работи? Кој во светот разговарал за идентитет? Кој во светот разговарал за јазик? Што сака да кажат? Пред да го збориме бугарскиот, нивниот јазик, сме збореле како кучиња сме лаеле. Тоа сакат да ни кажат. Како би луѓе
Србите не речат дека некој револуционер нивни сме зеле? Или како србите не речат Христен Тодоровски Карпов ќе починат на Билача во Србија? Како не речат, види, овој е наш револуционер? Како со нив немаме некој спор? Цело време со овие имаме спорови. Па Теилинденското востание било нивно, па не било тоа, било Преображенско. Само една индиција може да покажува дека може би имаат они замешателство, пошто не ни успеало, може да имаат и они учество во него. Мислите дека имаат... Како тоа све нивно? И како тоа вие си направите држава, оваа држава не успеавте да ја направите, ако сте биле толку добро сте ни мислеле? Добро, И што е најстрашно, со терањето да разговараме на вакви идентитетски прашања, нас не враќаат во 19-тиот век во нарушјето на великобугарските аспирации. Да, Сан Стефанска Бугарија. Ја славате Сан Стефанска Бугарија? Да, на Па чекај, во тие преговори, ние пативме ли да не ги викаме фашисти? Бришевме ли тамо табли? Погинал од Куршум, од некој залутан Куршум, не знаем од кого. Тоа не е ли отстапка? Да. Што сме ние криви што склучиле договор со фашистите? Што сме ние криви што биле нацисти? Што сме ние криви што испорачувале евреи во Треблинка? Таа жаба не ја голтнавме. На 7 април сега ќе биде прославата чествувањето на децата во Ваташа. Убиството на децата во Ваташа. 12 млади деца да земеш да ги убиеш, што разбирале ти од политика? Кои зверства ги има правено? И тоа го колтнуваме добро, како што се помириле германците и пољаците, германците и чесите, германците и французите. Добро ќе го направиме и ние тоа. И за возврат ништо не добиваме за тоа што не ги викаме веќе фашисти. Што луѓето погинале само од залутен Куршум. Тоа нема проблем. Па нели се договоривме дека тие тамо ќе го прават аутопатот ние од оваа страна, ние ќе правиме пругата, тие кажете ми што направија. Па нели предложија дека ќе ни бидат мајка црква? Да. Каде е мајката црква? Кажете која помош ни ја дадова во остварувањето на нашата автокефалност? До кога со нивните превари? Како што секоја империја постоела и се распаднала, како што се распаднало Отоманското царство, како што се распаднало Римското царство, како што се распаднало Наполеоновото царство, како што се распаднала Југославија, така еден ден ќе се распадне, како што се распаднал Советскиот сојуз, така ќе се распадне еден ден и Европската унија. Ама ова е битка што треба да ја водиме за пост-европска Македонија. Ако ние прифатиме дека сме без идентитет, дека сме вестаршка творевина, дека сме коминтернова творба и така натаму, тоа ако ќе се распадне, ајде ќе не приклучат кон нив и тера и дале. Ете тоа ќе ни се случи. Господине Јакимовски... Колку денеска ќе останеме цврсти? Да, нервозно малку ми зборувате. Зашто нервозно? Не знам. Така ве чувствувам, бидејќи ве знам. Сакам да уште еднаш да се вратиме на Преспанскиот договор, убаво така повтор пат да кажете. Вие како политичка партија ГРОМ, и председател и кандидат за председател на Македонија, тврдите одговорно дека Преспанскиот договор нема да се поништи или не може да се поништи. Јас тврдам дека не може и тоа се може. Да. Далеко тоа дека не може. Го раскинуваш еднострано и ај здраво. Само треба со двотретинско мнозинство у парламент, бидејќи си го донел со двотретинско. Така или не е така? Така. Ако си го донел со двотретинско, треба да го раскинеш со двотретинско. Све можеш да направиш, ама ќе имаш последици. Не е овој било каков договор, депонирање во Обединените нации. Луѓе, зашто имаме војна во Украина? Па Украина не почитувала 2 договори подпишани во Минск. Да, ги знам тие. Добро, да не е така. Не можеш да. туку така да подпишуваш договори и после да ги раскинуваш, бре луѓе. Затоа треба да мислите кого гласате и затоа треба да мислите кого носите на власт и затоа треба се мисли пред да се подпише. Не може да владее насилие. Подпишете и после да се чудиме што не нашло. А зашто и како подпишавме таков договор, ние ќе направиме тоа, грците ќе направат тоа. Ние ќе направиме тоа, грците ќе направат тоа. Грците не направиле ништо, ние сме направиле се. И сега, кој е пак превеслан? Ќе сноси некој одговорност за тоа, што сме изиграни.
Ама зошто Па тој треба да оди на црна листа, не ја. зошто Стефче Јакимовски е виновен тогаш? Зошто го критикуваат? Ај ќе ви кажам зошто. Да. Зашто се спремни во рок од 6 месеца кои ќе дојдат на власт да си го изгласаат, да ги направат уставните промени и да ги внесат бугарите. Ама толку се политички неуки што наредниот ден ќе им дојде оној Обрајан, ќе ги потапка, ќе рече браво дечко, одличен си, ама сега доврши работата. Ајде сега да признаеш и дека си нација од 44-та, што ти е тоа проблем, признај си го. И дека си бугарско наречје и тамо за тоа револуционерите, ајде договорете се нешто нивно, нешто ваше и да терате дале. Не е свесен дека после ќе мора сите жаби да ги голта. Па ако ја голтне првата, а втората не ќе, тогаш ќе го бутнат од власт и ќе носат пак друг кој што треба да заврши таа работа. Ето тоа е сценариото. И затоа тие него сака Стефче, зашто се моите цврсти ставови. И зашто ако бидам председател на Република Македонија, јас ќе се представам на овие работи. Ќе повикувам јавноста на моја страна. Ти може да потпишеш бате, ама на први избори, а може да се десат и вонредни избори да те збрише народот. Кога имаш председател кој што не ти ја поддржува твојата одлука, ќе те прашам дали ќе можеш да ја донесеш. Ако ја погледнеме историјата ова што расправате досега, мислам добро, тоа е јавно, нели? Се она што сте замислиле сте реализирале вие. 4 пати градоначалник, бевте сојузник со СДСМ, бевте со ВМРО ДПМН, излеговте уште еднаш 4-ти пат, ги победивте и едната партија и другата партија. Сега мислите дека ќе како председател ќе ги победите двете големи политички партии? Господине Најдовски, Да. веќе прават анкети каде што барат граѓаните да се изјатат меѓу мене и Гордана Силјановска. Веќе прават такви анкети и прашајте ги какви им се резултатите. Тука е стравот. Влезе ли Стефче Јакимовски во втор круг, Да. народот ќе си го каже своето. Затоа беше ова одлука на Стейт Департментот на Америка. Стефче да А биде... зашто како гром од ведро небо, гледате на брзина донесена, па со кого ме ставили од друштво со КТС Јане, па која опасно се КТС? КТС Јане, што да ви кажем? Е мртва работа. Па уште го ставили незиниот маж кој е умрен 2013, на 30.12.2013 човекот починал. Колку им е непроверена, несистематизирана, неаналитички донесена таа одлука, па ќе беше срам само Стефче Јакимовски заедно со косовари некои. И што правим? Ај Катица да ја ставиме. Кого ставија нивниот срам? Зошто Катица нивниот? беше, Да? како пат Катица е нивни производ, Происход. Катица е нивни пулен, Катица нивни агенти спроведуваше, Катица требаше да испритвори сите што сме против промена на името, ама пустото и лепело рачето, и ги обрука комплетно. И сега практично го ставаат на црна листа нивниот срам, не мојот. Својот срам си го ставаат на црна листа. Ме прашуваат дали ќе ги ослободите затворените од 27 март, април, пардон. Веднаш. Можете да замислите, господин Најдовски. Да. Ниеден од војната 2001 од УЧК не е прогласен за терорист. Замислете оној што со золја гаѓаше во полициската станица во Терце и погина мојот земјак кој што е соседното село до моето село Подржикон, Добровница се вика, и патот проаѓа на 10 метра од неговиот гроб, Момир се вика. Кутриот полицаец му ја запустија фамилијата. Е тој што со золја гаѓаше во полициската станица, замислете, тој не е терорист. Не е терорист оној што ги врза во ова, како се вика, Бриони. Да. Ги врза за столбовите, ги дигнува, тоа не е терорист, а? Не е терорист оној што им ги режеше грбовите на Мавровските. Овие биле терористи, па тоа е смешно, безмало. Да бидам јасен. Да. Тие луѓе погреши. Не смеја, тие што протестира, што влегува внатре, влегува. Не смеја да тепат. Тука нема дискусија. Затоа мораше да се сносат одговорност. И тука нема дилема околу тоа. Сум длабоко убеден дека Ма не е тој ниво на тероризам, добро.
Тие Па не ете, требаше нешто да одлежате. Меѓутоа таму има и невини луѓе кои што лежат затвор многу години, невини луѓе. И ја не знам како и до сега председателот на Република Македонија може да го трпи и да го гледа страдањето на тие луѓе. Па на тие луѓе им се запустуваат фамилиите. Па од нивните деца ние правиме вечни непријатели на Република Македонија. Знаете ли што значи со децени и таткови да биде во затвор? Напротив, државата сметам дека треба да покаже грижа за тие деца. Треба да се помогне на нив, на нивните семејства, на мајки и така, да не страдаат тие деца. Па дури детето утре да рече: абе, татко ми се дигнал да се тепа против држава, влегол у парламент и та, ама државата беше коректна, она ни помогна, мајка ни ја запосли, не страдавме за леп и така натаму и така натаму. Па не знам, на екскурзии ни плаќаше државата, овде ни плаќаше државата. Така или не е така? Кој е овој однос кон нивните семејства? Добро, тие Што добиваме со тоа што тие луѓе ги држиме во притвор? Страв. Но во исто време Да. сакам да апелирам да бидат ослободени и тие луѓе, и јас ги замолувам да се тргнат од политиката. Бидејќи сепак тогаш се направи голема белја, земјата беше на ивица на граѓанска војна. Треба максимално да им се помогне да се интегрираат во општеството, да им се помогне со вработување на нив, на семејство и така натаму, и тие луѓе повеќе да не се користат во политиката. И во нивни интерес, и во интерес на сите нас. Со политика не смее да се бават луѓе што не ја разбираат, и второ, не смее, поготово во такви ексцесни ситуации, луѓе што не разбираат политика да влегуваат во такви комбинации кои што гледате ги изгореа после луѓето, кутри луѓе. Да. И јас сочувствувам со нив и јавно кажувам дека ќе веднаш би ги аболицирала. Исто и за Груевски. Ајде ми кажете, што не каже Гордана Силјановска, што ќе прави со Никола Груевски? Зашто бега Груевски? За Мерцедесот? За шамарите? Груевски треба да се врати во Република Македонија. И треба да му се вети поштено и честно судење. Добро. Па Хелмут Кол го судија ли, вре луѓе? Па премиер бил. Па што му најдовте на тој човек? Како така бе македонци да ги гоним и светот да бегаат од собствената држава, ја воделе оваа држава? Повторно имате ова. Ме слушате, нели? Да, пак ви се исклуче ова. Сега ме слушате. Да, прашуваат нашите кои не следат, кој сакате да победи, ВМРО, ДПМН или СДСМ од големите политички партии? Да, повелете. Са јас нив сакам да ги прашам, а што среќа ви донесува тие две големи политички партии? Кажете ми што среќа. Јас сакам да победи Гром. Како што ја водам општина Карпош, така ќе ја водам Република Македонија. Да направиме промени. Навивањето само за Звезда или за Партизан е па после не чинел фудбалот, не чинел, ама знаете дека и Вардар беше шампион, и Сараево, и Динамо, скават и Партизан, нели Партизан и Хајдук. Значи има и други играчи. Така ќе имаме квалитетен надпревар. Ова што се демонстрира во Република Македонија. Сега пазете, едната партија вработи 63.000 луѓе во администрација, оваа сегашната актуелната 57.000. Што мислите, што се спрема пак? Пак ново бутање во администрација. Абе нема, знаете во Македонија дека овие дуќанџиеве немаат продавачки за продавниците више. Све по администрација се. Ја не знам од кај се плаќат придонеси, од кај се плаќат даноци, зимаат кредити за да дават плати. Го сакатив безстопанството. Како ќе победи Грома кога имаат 130.000 се во администрација, што работаат. Мислам, ајде да не користам јас такви. Абе се во администрација, ама не се сите за нив. Јас да ви кажам вчера кога ги однесов овие подписите, да видите како ми честитаат луѓе, како излекуваат од министерство друго доаѓаат. Кога држев пресконференција, граѓани застануваат од коли, браво Стефче, само напред.
Не е така. Секој сака да живее во уредена држава и секој ја гледа оваа проклета партизација. Ќе остави ли простор за деца што завршиле нормални факултети, за деца со достоинство кои што не сакат да делат флаери и да лепат плакати? Ќе оставиме ли простор за деца што завршиле силни факултети по низ белиот свет? Ќе оставиме ли простори за вашите деца да дојдат да се вратат да заедно, па така да ја градиме Република Македонија? Па нивните другари кај што они студираат, кај што учат на тие универзитети, па тие ќе станат некои нешто во нивните држави, па така ќе ја развиеме, така ќе ја поврземе Македонија. Па нас времето веќе на овие политичари, ова генерација полека ни заминува. Ама ред е да не заменат деца со такви квалитети, а не со мерковите дипломи. Од струга. А не со купени дипломи, па да е само таа да сме живи здрави. Што ни се нуди? Кога го спомнавме Мерко, Ако градоначалник, честно сум завршил факултет, ако честно сум создавал во животот, ако честно сум се борел, сум работел, нема зашто пред било која неправда да се скријам и да се уплашам. Па, ако дипломчето си го купил, ако ништо не си вложил во животот, ако све што правиш нечесно правиш, штом те прозиваат, одма ќе се свиткаш, ќе се скриеш таму. Како викаат, наведната глава саблја не ја сече. и сонце не ја грее. Сакам да ве прашам, кога го спомнавте Мерко, тука станува збор сега за тиранската платформа, особено за оние јарболи кои се од Тетово, а потоа Гостивар. Дали ме слушате? Да ве слушам. Значи големото албанско државно знаме на соседната држава од Тетово, па Гостивар, Кичево, Дебар, Струга, државното знаме не се вее, а таму е исправено на 100 на 30-40 метра. Јас кога го смена името, возев со колата и од Скопје сакав да побегнам, отидов во Охрид со плачење. Меѓутоа на секој чекор ме чекаше тоа знаме на соседна држава, не на Македонија. Како ќе го решавате тој проблем со ДУИ или пак сега со ова другата нивна коалиција, 4 партии во едно? Па се ајде да ве прашам, овие господа американци не го гледаат тоа, нивните пулени како се однесуваат? Како го применуваат законот? Дали со тоа што го истапнуваат само албанското знаме, но не и македонското, влијаат на подобрување на меѓуетничките тензии, влијаат на соживотот? Каде им е реакцијата врз тие градоначалници на тие делови? Каде им е реакцијата врз нивните политичари? Која е поголема опасност? Подигање на етнички тензии? Непочитување на уставот и на законите? Или измислени приказни за мене и на мене слични? Па добро, за размислување. Таму исто така треба да им укажеме на тие работи и треба да им кажеме и нив. Ако не се почитува законот, ние не сме спремни. И сега, гледате што се случува. Сега сите тие поставуваат услови, под кој услов они со некого ќе правеле коалиција. А од овамо ќутолозите не викаат, ја поставувам услов правна држава, ја поставувам услов да се вее знамето без македонско, не може се вее албанско, кој ќе прифати да ќе влезе у влада, кој нема да влезе. Ајде. Па еве Бујар Османи, кандидат за председател на конвенцијата, беше со албанско знаме, со на ДУИ знамето, на Америка знамето, Европска унија и НАТО. Македонското не постоеше никаде. Апсолутно е така. Апсолутно е така. И слушнавте од неколку критики? Не, јас не. Овие што ни ги составуваат владите, ќе кажат по тоа прашање нешто, по този вопрос. Тоа придонесува до стабилизација на регионот или до продлабочување на меѓуетничките тензии? Мешањето на Албин Курти во внатрешните работи на Македонија ќе придонесе? Тој си ја реши својата држава, па ќе прави нашата. Добро, во Тетово и во Скопје направи бум. Албански знамења, химна албанска,
црвен. Ај сега, почитувани слушатели, да ве прашам, јас сум поголема опасност или оној што вели дека треба сите албански држави да се спојат во една? Кој го збори тоа? Го збори лидерот на БЕСА Билел Касами? Да. Јас сум општествена опасност, тој не е. Кој е за нацрна листа? Кој ги се етни? Кој ги потикнува навијачите да се тепаат на жива глава фудбалерите да не може да излесат? Кој ги потикнува да се тепаат онде на надпреварите? Со такви политичари ќе одиме напред. Каде се зборна осуда, да кажат? Со политичар кој што ќе идел да руши крст во црковен двор. Што бе треба да има во црковен двор ако не и крст? Или во џамија што треба да има ако не и минаре? Така. Ајде да предпоставиме, вие станувате председател, што како што кажувате, вие имате реални изгледи, видите председател. Може ли да се надмине, да се врати достоинството на македонскиот народ, Асономска Македонија, па и оние од Илинден што се бореа, има ли можности такви или предадени се сите тие? Прво зависи од граѓаните. Ајде граѓаните нека застанат машки за мене. И албанците и другите. Добро? Да. Ама ако не сте знаеле, ние сме негде 1.200.000, 1.300.000. Ајде ние македонците да станеме мушки. Ајде да застанеме за тоа неправда што ми се прави мене. Ајде да изберат председател со достоинство. Па да видиме дали ќе одат така работите. Еве ни е шансата. Не ви требат мене ни функции ништо. И без плата ќе работам, нека не се секираат. Дали ме разбирате? Значи, прво тука е тестот на сите нас. Дали сме подготвени да се обединиме? Гледате што ни нудат другите кандидати. Ни нудат промена на уставот. Ајде да ја прашам сите вас. Кажете ми со која промена се усрекивме ние македонците? Ајде кажете ми со која промена ние се усрекивме? Со внесување на Охридскиот рамковен договор. Минатиот пат го сменивме, рековме ќе го менјаме уставот ради името. Ни го изфрли Асном, го баци Охридски рамковен договор. Така ли е бе македонци или не е така? Сега гледате, а Гордана заговара промена на устав, Ванковска заговара промена на устав. Ако ќе го отворим уставот, дури тоа ќе видите што ќе ви се случи. Однапред најавуваат избор на председател во парламент. А тоа значи а кој ќе биде? Кој да кажува кој ќе биде председател, како што значи? Да, двотретинско мнозинство ќе бара за избор на председател во собрание, така? Да, и Бадентерово мнозинство. Ајде да бидеме председател, ама да биде квалификувано мнозинство. 61 пратени кој има, тој ќе бира. Па да видиме дали ќе прифатат. А зашто да не се бира на непосредни избори? И сега ги гледате колку се политички неуки. Да го отвориме уставот и кој ќе го отвориме, дури тогаш ќе надрљаме. Сметате ли дека ќе се отвори уставот? Со секое отварање на уставот ние излегуваме губитници македонците. И се помалку на име. И уште, пазете, заговараат граѓански устав. Единствено место каде што стои македонци е уште во уставот, во ниеден документ друг не пишува македонци. Ниеден. Уште од тамо да се избришеме еутаназија да си направиме, а тоа го предлагаат председателски кандидати. Тоа го предлагаат луѓе кои што се политички неискусни. Дали си соросоид? Нити сум бил, нити ќе бидам. Може да објасните за слушателите што е соросоид и што се направи, што се постигна? И кои беја? Па тоа е дел од длабоката држава, тоа е дел од таа структура која поставува, менува влади, председатели, поставува, трга политичани низ светот, стимулира медиуми во политички хајки и така натаму. Отворено општество. Прави преврати низ светот. Тоа е тоа болумента. Open society, така? Yes. И кој во тоа, во тие соросоидите, кој се беа
или што земаја, што прават заедно со А Джордж ти Сорос? ги знаете вие кои се што да ги спомнам. Сите ги знаете? Народот не ги знае, видите, има луѓе Како не ги знае, точно си ги знае. има луѓе кои се на нива, кои не гледа. Има луѓе кои се видите Македонија Добро си ги знае народот кои си беа соросоиди. Сите си ги знаат. Од нас, од овие кандидати, македонските кандидати, само Стефче не е соросоид. Све е друго соросоид. Добро, имаме и прашање, вика, кој ги продаде фабриките, имотите, кој ги продаде? Вие учествувавте во продажбата на тие фабрики? И јас учествував во решавање на рецидивите на затворените фабрики, на извршените стечаи, комплетно затворени фабрики. Продававме, како да ви кажам, гробишта. Што продававме? Затворени фабрики, технолошки заостанати, кои што се мачеле десетина години, неплатени на работници плати по 7-8 години, зимавме кредити. Кој ја водеше приватизацијата? Јас ја водев. Не знам, прашувам јас, кој ја водеше? Следна работа, дали има афера за било кое продадено предпријатие од мене како министер за економија? Сеќавате кога за рудникот за Летово кажав дека не продаваме трафика, продаваме рудник, не може било кому да го продадеме? Се сеќавате оној, како се викаше, Блажо Тасев, мислам дека се викаше, Саса кој ни го купи и кога испадна, констатиравме дека тој нема пари и дека парите му се позајмени и дека се дојдени од две руски компании кога му го прекинав договорот. Јас поштено сум се борел за таа работа и нигде афера немам. Добро, сега со Екстел... Сеќавате кога се спротивставував на продажбата на ФАС 11 октомври, кога во изборната кампања на Бранко Црвенковски бараше од мене да дозволам да го купи Распашковски ФАС 11 октомври, кога ми ги праќа овие вработените да ми држат протести пред Министерството Стефче празно ни е Мевче и така натаму и така. Тие вработените од ФАС 11 октомври. Дали ФАС 11 октомври проработи или сега му ставија во урбанички план згради? Мојот концепт беше и тогаш му рекол председателе, тој не е идни на ФАС. 27 негови другари заложиле станови за да го земе ФАС. Тој нема обратни средства за да профункционира фабриката. Тој нема да врати работници на работа. И тоа се случи. Мојата совест е сегде чиста. Инфраструктурата, овие со асфалтот, со патот, Екстелен Бенка, колку имате платено? Јас колку што слушам до сега е платено 258 милиона евра, а колку што слушам еден миксер бетон не е потрошен. Една лопата имате турено? А да ве прашам, тоа беше небитното што ни треба. Немаме клинички центар Буба Шваби на Лазар. Какви ни се болниците по внатрешноста? Па со тие пари ќе направиме клинички центар. Ќе направиме најмалку 15 на општи болници по европски стандарди. Па колку старечки домови ќе направиме? Геријатриски центри. Ние имаме еден геријатриски центар во Македонија. 750 луѓе во моментот лежат во постела, не знаат домашните што да им прават. Не можеш да најдеш лице кој ќе се грижи за тоа, немотно лице за да одиш да работиш така, на каква мака се семејство. Па тоа се нашите приоритети. Што е битно до одредена дестинација, дали ќе патувам сати 40 минути или сати 15 минути. И битна и таа, ама ова е побитна. Па пензионерски домови чекате некој да умре за да може да влезе некој друг. Тоа се нашите приоритети. А не е Бехтел. Да, и пази, уште да се земе пари колку што се сака. Ама не е започнато тоа, како земаат па? И па, до сега се 2 транши исплатени. Нека одговори власта и тие што го подпишуваа. И тој што чути од опозицијата. Опозицијата молчат, а? И па нели кој ќе влезавме у НАТО, ќе дојде инвестиции, пари ќе дојде. Се испадне, ние треба да земеме кредити за да нив им даваме, нив им плакаме. И да плакаме дебели камати. Добро, да видам колку поминавме. Добро, јас би сакал полека да привршуваме, затоа што имаме и други обрати. Да, еве имаме 55 минути веќе од ова интервју, мислам дека ги исцрпивме работите.
она што сакав, меѓутоа сепак ќе се вратиме на црната листа и што ќе се случи на изборите председателски и парламентарните на 8 мај. Овие председателските нели се првите на 28 април, а вторите се на 24 април. Вторите се на 8 мај и инаугурацијата на председателот е на 12 мај. Така, што кој се... Нека ми даде подршка народот, нека ми дадат подршка граѓаните на Македонија, ќе ги видите на 13 како ќе се дојдат да се честитаат победа. Тие исти што не стават на црна листа. Добро, господин Јакимовски. Ајде само малку храбро и без страв. Јас ви благодарам што се одваживте и на сите овие прашања. Мислам, не можам да имав и други прашања да прашаја, друго ќе ве прашав и друго. Ви благодарам за интервју. Ицо, да сте жив и здрав, поздрав до дијаспората, поздрав до слушателите. Секое добро. Поздрав, чао.